Сакам да потенцирам дека, гледајќи го безбедносниот аспект на ова што се гради, мислам дека станува збор за исклучително значаен проект, кој што прво ќе ја овозможи безбедноста и на сообраќајот, се разбира во делот на изградбата на делот на магистралниот пат Прилеп Битола, и на овој начин ние практично ќе овозможиме да во натамошниот период граѓаните кои што го движат овој сообраќај, вклучително и овие луѓе кои што работат тука, инвеститорите во општина Прилеп, во делот на транспортот на нивните производи, многу побезбедно и поедноставно тоа го прават. Станува збор за пристапни патишта од 2,8 километри, инвестиција вредна околу 4 милиони евра, што ќе кажем повторно возможува да инвеститорите, за кои што владата на Република Македонија целосно посветена, и на домашните и странските инвеститори кои што ќе градат тука, целосно го извршуваат својот транспорт. Би сакал да потенцирам дека од почетокот на оваа година имаме 12 инвеститори, странски инвестиции во Република Македонија. Исто сакам да кажам дека владата покрај овие работи е целосно посветена и фокусирана во делот на изградбата на патната и железничката инфраструктура, посебно на коридорот 10Д, каде што во моментот се гради експресниот пат Прилеп Градско. Проектната документација се работи на магистралниот пат Прилеп Битола, исто така кој што покасно ќе прерасне во експресен пат, и се разбира поврзаноста на Битола со граничниот премин Меджитлија. Исто така прво ќе се прави реконструкција, потоа се разбира и тој пат ќе прерасне во експресен пат. Имајќи предвид сите овие активности кои што владата ги прави, ние очекуваме дека во наредниот период ќе порасне сериозно бројот и на домашни и на странски инвеститори, и затоа очекуваме дека со подобрувањето на патната и железничката инфраструктура, тоа на граѓаните на оваа држава ќе го овозможиме. Отпочнавме со градба и да прошлиот месец со клучката. Сега да направиме еден увид до каде сме. Клучката треба да се изгради во рок од 15 месеци. Се надам дека тоа ќе биде со дадената динамика и малце побрзо. Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони од проектираните капитални инвестиции веќе е на 60%, така да оваа година ќе ги завршиме се што сме почнале. Заради тоа што знам дека следува после прашањето. За што се однесува за оваа патна инфраструктура, таа ќе биде готова следната година. Исто така водоводот треба да се заврши за Тирзо до некаде крајот на октомври. Со тоа оваа зона ќе биде комплетна. Ова е од безбедносен аспект многу важна работа, затоа што досега мислам дека тоа недостасуваше. За реализацијата на комплетно зоната во Алинци, дека тоа ќе биде завршено, како што кажа, завршена е канализацијата, уште 2-3 месеци заврши водоводната мрежа, и за наредните 15 месеци целата инфраструктура, вклучувајќи и петелката за вклучување на зоната на магистралниот пат. И јас мислам дека ќе се реши тој крупен проблем што беше пред се од безбедносен аспект. Со тоа се овозможува на компаниите кои што сега работат на оваа зона, и ги охрабрувам сите нови други надворешни домашни компании да се приклучат, затоа што ќе ги има сите предуслови за добра работа. И да кажам дека во оваа прилика општина Прилеп со сите своји ресурси и логистика стои на располагање на сите, на сегашните постоечки и сите нови компании, странски и домашни, да се охрабрат и да дојдат што повеќе на број, затоа што сите услови ќе ги имаме за нивно добра работа понатаму.